Денеска би размислували во попладне за како да го препознаеме Божиот глас дека е Божи глас. Ева имам неколку податоци кои велат дека секој 60 секунди од печат излегува 2000 страници на информации. Значи, една минута, тоа е стар податок, сигурно сега уште побрзо или повеќе се печатат. За 24 часа или часа, што ќе се отпечати, ни треба 5 години да го прочитаме. А сега кога има интернет, кога има Фейсбук, кога има социјални мрежи, информациите така брзо одат и тие доаѓаат до нас. Од кај знаеме дека таа информација е вистинската или лажна? Како се пренесува денеска информациите? Преку литература, преку печат, сега преку интернет, преку проповеди, јас зборувам или некој друг зборува. Како луѓето тоа да го проверат дека е вистина? Преку радио, преку телевизија, преку песни, преку филмови и може листата да ја продолжиме. Еве, бев на интернет и откуцав лажни информации. И знаете колку ми испадна информации во врска со тоа? Еве, копирав тука 2 листа, нема да ги читам сите, само да видите колку луѓе наседнуваат, па дури председатели. И нашиот премиер поранешен, и тој наседна, му дојдоа, односно на телефон, се представија некои други луѓе, а всушност биле трети луѓе во смисол како персони, како лица. Еве што се случило во Србија. Вели, секој може да биде жртва на лажни вести, па дури и они кои ги пласираат. Значи, некој добил вест, ја пласира, а и самиот не е свестен. Еве што се случило со председателот актуелен на Србија, Александар Вучич. Во септември 2018 година, тој вели, односно дава изјава, дека во Америка секој 10 секунди гине по еден перач на прозорци. Ето нешто и перат прозорци, оние висококатници, има дечки кои се качуваат и си заработуваат. Тој дал таква информација. Председателот таа изјава ја дал во цел да ја смири јавноста во Србија после трагичното загинување на 2 работници на едно градилиште во Белград на вода. Знаете, таму има еден град се прави, односно згради, се прави цела населба Белград на вода и загинале 20, тој да смири јавноста, па еве во Америка се случува на секој колку секунди рековме, 10 секунди. И вели овде извештајот, односно веста ја превзеле интернет страниците од она што го кажал Вучич на пресконференција. Очигледно, вели, соработниците најблиски до председателот не знаеле дека таа вест што ја прифатиле од еден сајт во Америка бил сатиричен содржина, со сатирична содржина, знаете сатирично, со измислени, со смешни податоци и така натаму. Меѓутоа, тие од таму ја зеле таа вест, ја кажале на председателот таа информација, тој во јавноста ја шири во Србија. А тоа го превзеле и другите портали. И понатаму вели, не е единствен Вучич кој наседнал на тоа. Според пишувањето на британскиот вестник Guardian, листата на познати кои наседнале на лажни вести од овој сатиричен сајт е долга. И тука наседнал дури адвокатот на американскиот председател Трамп. Вие знаете кога беше биран Трамп? 2016. Мислам дека имам тука податок. Да. Вие знаете, на група на хакери на млади од Велес пласираа во јавноста лажни вести или обратно, добри вести за Трамп, а лажни за она жената која беше, како се викаше, Клинтонка, да? И тие заработија пари, деца. Меѓутоа, подоцна се открија дека тие биле лажни пласирани вести против таа жена, а за Трамп позитивно. Очигледно живееме во време, браќа и сестри, кога се пласираат лажни вести на телевизија, на интернет, и ние ги читаме. Како да провериме кога веднаш доаѓа друга, трета, пета вест и немаме време? Како ние да го препознаеме денеска Божиот глас, кога ќе слушнеме вест преку совеста, преку некој вестник, преку некој списание, преку некоја книга која ќе ни се пласира, преку некоја проповед кога некој проповеда, како тоа да го препознаеме? Како да го препознаеме вистинскиот од лажниот глас, односно порак? Еве, ние ќе контактираме во попладне Библијата и ќе видиме
Како Божите луѓе во минатото тоа го правеле. Тие немале интернет да проверат, немале нешто друго да проверат, меѓутоа тие сепак имале начин како да го препознаат вистинскиот од лажниот глас или вистинската од лажната порака. Денеска ние живееме во една шума на разни информации, на гласови кои постојано се пласираат. Ајде да одиме во Библијата и да видиме Аврам. Патриархот Аврам како успеал да го препозне дека е тоа Божи глас кога во една прилика, лежејќи се на својата постела. Тука може би жената била во кујната, нешто готвела, припремала, приготвувала. И тука во 22 глава, во прва книга Мојсеева, ќе видиме дека еден ден на Аврам му се јавува глас. Во тој глас имало порака, необична порака. Тој истиот глас кој пред неколку години му вели Авраме, излези од својата земја и ќе те направам татко на многу луѓе, на голема нација, сега му вели земи го својот син единец и однеси го таму на едно брдо, во една планина и да го принесеш на жртва. Сега тој истиот глас ја бара смртта на неговото дете. Имам прашање за вас, и за сите нас. Од каде Аврам знаел дека е тоа Божиот глас? Што мислите, како Аврам знаел дека тој глас е од Бога? Дека е Божи глас, дека не е глас спротивен, некој кој може да го имитира Бога. 22 глава, еве ќе отворам, прва книга Мојсеева, 3 стих вели: Утрото Аврам стана рано, му стави Самар на ослето и го поведе со себе, и ги поведе со себе двајцата своји слуги и сина си Исака, откако пред тоа нацепа дрва за жртва паленица и се запати кон местото што Бог му го означи. Гледате Аврам колку, условно кажано, слепо му верува на тој глас. Го прифаќа, приготвува оно што треба за жртва и се упатуваат кон местото кое Бог му го кажа. Аврам бил послушен на Божите совети и упатства 100%. Овде Аврам не постава прашање. 100% тој бил послушен на Бога. Од каде знаел Аврам дека е тоа Божи глас? Па затоа што претходно Аврам многу пати разговарал со Бога. Тој веќе го научил кој е Божиот глас. Тој имал сигурност во Божиот глас. И на крај ќе кажеме како да се заштитиме од лажните гласови, од лажните информации. Аврам знаел дека тој глас е 100% од Бога. Без разлика што пораката не му се допаѓа, што пораката го ранува неговото срце, што таа порака, тоа барање, бара нешто што му е најмило да го жртвува на жртва, односно да го принесе на жртва. Аврам претходно многу пати разговарал со Бога и затоа сега не му било тешко да го прифати барањето што Бог му го кажува. Во прва Мојсеева 12 глава, во првиот стих, кога Бог за прв пат му се јавува, така јасно, свечено и бара од него нешто, а тоа е да го напушти својот дом, 12.1 вели: излези од својата земја, од родното место, од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Гледате, Аврам веќе го научил Божиот глас како изгледа. Тој го препознал Божиот глас. Уште на почетокот кога го напуштил својот дом, своето родно место, и сега повторно Бог му се јавува, но сега со едно тешко барање да го принесе својот син Исака. Понатаму, ако одиме низ сите овие глави, во 18 глава, ќе видиме дека Аврам ги угостил Божите ангели, 18 глава, може читаме од 1 до 6, ради времето сега нема се да читаме, но може оде да си проверете, 18, 1 до 6, каде што се вели дека патриархот ги угостил Бога, самиот Христос го угостил, и ангелите. Од каде тој ги препозна дека тоа се необични суштества? Очигледно, дружењето со Божите представници Аврам навикнал и домот го отворил за ангелите. Понатаму, во прва Мојсеева 18.27 се вели дека Аврам разговара лице со лице, Бог му се јавил. Ајде да го читаме тој текст, 18.27. Еве јас пак се осмелувам да му зборувам на Бога, на Господа. Пак проговори Аврам. Јас кој сум
прав и пепел. И сега знаете, ако има 5 праведници, помалку од 50, и знаете, тој сега си разговар како ние што си разговараме со Бога. Од 50 пошло па намалува, подолу. Едноставно си прави разговор. Очигледно Аврам имал доверба целосно во Бога и тој го препознал неговиот глас. Знаете, ние кога се дружиме со некого, лесно ќе го препознаеме гласот. Чие и едноставно се отвараме и почнуваме разговор. Библијата го опишува Аврама како пријател на Бога. А кога се двајца пријатели, дали тие се слободни? Тие се препознават, тие се слободни, си кажуваат. И затоа Аврам овде е наречен пријател Божи. Цело време Аврам не се сомневал во Бога, кога Бог му зборува. Тој е првиот пример. Ќе одеме понатаму и ќе го споменеме името на Самуило. Знаете кој бил Самуило? Младо момче, се родил на еден необичен начин, измолен од Бога. И како се викаше мајка му на Самуила? Ана го однела кај еден Божи човек, кај Илија на обука би рекле, каде што треба таму да стекне духовно напредување и Илија да му всади слика за Бога. Самуил имал проблем да го препозне Божиот глас, за разлика од Аврама. Но секако овде е Илија млад, подоцна тој ќе стане пророк, но ајде да видиме што се случува во прва Самуилова, 3 глава, и овде ќе го најдеме тој разговор кога Самуило спие во горната соба, тоа било дете и прв пат во животот Бог му се јави. Ја не знам сега нам да не се јави вечерва Бог со глас, дали ќе го препознаеме. Може некој од вас има чест контакт со Бога преку гласнова на порака. Меѓутоа, ние би рекле веднаш, ајде е добра работа, ама кога те рече, оди таму, направи го тоа, а се коси со нашето размислување, што би рекле ние? Тоа не е од Бога. Веднаш ќе си ставиме параван и ќе се заштитиме, ќе речеме, тоа не е од Бога сигурно. А може и Бог бара нешто исчекор, поголем од нас, а ние би рекле, сигурно тоа не е од Бога. Ајде да видиме што се случува со младиот Самуило. 3 глава, 1 Самуилова, од 2 до 10. Еден ден Илија лежеше во својата соба, неговите очи почна да слабеат, очигледно веќе стареал. Та веќе не можеше да гледа. Божиот светилник уште не беше угаснат и Самуил спиеше во Господовиот храм, таму каде што беше Божиот ковчег. Замислите каде спиел. А што имало во Божиот ковчег? Па тука Илија бил чувар на таа светиња во минијатура, би рекле. Тука Самуило имал привилегија да спие. И Господ го повика, Самуиле, Самуиле. А тој одговори, еве ме. И отрча ка Илија. Како го помешал гласот сега со на Илија? Вред, ама сигурно тој Божи глас не изгледал како гласот на Илија. Не знам колку време веќе бил тука Самуило, може би недели, седмици, месеци. И сега вели, отрча и рече, еве ме. А Илија му рече, јас не те повикав, врати се и спи. И тој отиде и легна. И Господ пак го повика, Самуиле, Самуиле. Самуил стана, отиде при Илија и му рече, еве ме, ти ме повика. А Илија одговори, јас не те повикав, сине. Врати се и спи. Самуил уште не го познаваше Господа. Ова е сега одговорот. Илија, односно Самуило вели, не го познаваше Господа. И уште никогаш не му беше објавено Господовото слово. И Господ го повика по 3 пат. Тој стана, отиде кај Илија и рече, еве ме, ти ме повика. Сега Илија разбра дека Господ го повикал детенцето. Зато му рече на Самуила, оди и легни. Ако те повика, ти речи, Господе, зборувај Господе, твојот слуга слуша. И Самуил отиде и легна и така натаму. По 4 пат Бог му упатова порака и тогаш Илија веќе најпосле кажува, зборувај, твојот слуга те слуша. Тогаш Господ му рече на Самуила, еве ќе направам нешто и така натаму. Сега продолжува овде разговорот. Гледате, увото на Самуило толку било тврдо, ненавикнато на тој Божи глас. Тој го во умот веќе вткал звукот на гласот на Илија.
Очигледно често пати го повикувал Илија донеси вода, Илија однеси го ѓубрето, односно Самуиле направи го она, и Самуил веќе го препознава гласот на Илија. А сега кога веќе четврти пат Бог му се јавува, очигледно увото на младиот Самуило пошлал да го препознава гласот на својот Бог. Прашање за нас денеска, како да бидеме чувствителни на Божиот глас, како да го препознаеме. Многу е важно, браќи и сестри, да бидеме внимателни во врска со слушањето на Божиот глас. Интересно да видиме преку историјата на Библијата како Бог им се откривал на луѓето. Во втора книга Мојсеева, 34 глава, ќе се сетите таму за една случка, кога, еве да читаме 34 глава, втора книга Мојсеева, станал збор за Мојсеј. Во 34 глава ќе видиме сега како овде Бог се открива на својот слуга. 34 стихот е 6. Господ помина пред него, па се јави. Јахве, Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински, искажува мил и така натаму. Овде претходниот стих вели Господ слезе во облак, тој застана пред него и го повика името Јахве Господ и така натаму. Значи Господ на разни начини се открива. Еве овде гледаме дека Бог понекогаш разговарал преку тивок или силен глас. Дали тоа со народот Божи или преку Мојсија. Понатаму може да кажеме дека Бог му се открива на Мојсе преку она капината, која горела, а не согорувала. И тука слуша глас, собој ги обувките, зашто местото каде што стоише света земја. Понатаму одиме во Новиот Завет. Павле оди на патот за Дамаск. Сеќавате како му се јавува во Дела 9 глава 3 до 5 стих. Савле, Савле, зашто ме гониш? Гледате, слуша глас. А Павле или Савле не научен дека е тоа Божи глас, односно како одговара? Не. Кој си ти? Кој си ти? Не навикнал, а се декларира христијанин. Ги гони оние така наречени христијани, отпадници во затвор. А тој е во елитата, во групата на свештенството. А не го знае Божиот глас. Кој си ти? И Бог што му вели, тешко ти е против бодило да се риташ. Така нешто пишува. Понатаму, додека Илија лежел, ако може да го читаме тоа во Прва Царевите 19:5 до 7, кај што вели на Илија, стани Илија, а Илија посакал да умре, така? А Бог му вели, стани Илија. Ангелот му вели, стани, имам уште работа за тебе. Гледате, разни случаеви, на разни начини Бог му се открива на човекот. На разни начини. Постои еден начин кој Бог го користи за сите нас декларативно. А тоа е преку Светиот Дух, преку нашата совест. Бог сака да комуницира. Преку Светиот Дух Бог ни праќа порак. И затоа рекам на почетокот, се што читаме на интернет, се што ни се дава на тацна, треба да го провериме. Па и она да е златното, треба се провери, зашто и денеска злато има фалсификат. Некој рекол дека се што свети, не е злато, така? Но Бог преку Светиот Дух, тоа е човечкиот ум, тоа е таа авенија, тоа е тој пат кој Господ го користи со помош на Светиот Дух да делува на нашето срце. Преку Светиот Дух, преку нашиот ум, Бог ни покажува што е добро, што е зло. Ако нашиот ум биде чист, и затоа ние не користиме алкохол, не користиме наркотички средства, не користиме се оно што може да го замати нашиот ум. Ако сатаната успе да го замати нашиот ум, лесно ќе манипулира со вистината, условно кажана, кој тоја шири. Знаете, сатаната не може да не ги чита мислите, но тој може да знае што мислиме кога ние тоа ќе го кажеме. Кога во група седиме, разговараме, планираме, тој веќе знае да постави контра тактика и да не спречи во нашите планови и размислувања. Но, како да го препознаеме кој е вистинскиот, односно лажниот глас? Апостол Јован, еве што кажува во прва
посланица, во првото послание на апостол Јован, еве што вели овде 4:1. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали од Бога, зашто многу лажни пророци излегоа во светот. Интересно, за иста тема, еве за Светиот Дух, за тројството, може да читате на интернет. Исти цитати ги цитира едната група и другата група. Едни се фаќат за едно зборче, другите за друго зборче, прават доктрина, прават наука и тука часови може да изгубат. Но Павле вели, односно Јован вели, возлюбени, не верувајте на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали се од Бога, зашто многу лажни пророци вели излегоа. Библијата не учи, браки и сестри, да ги тестираме или да ги провериме информациите, односно духовите. Тоа начело важи за се. Не е секоја вест за Бога од Бога. Не е секоја книга за Бога од Бога. Значи мора, у Скопје се делели ове недели некоја книга против тројството. Но тие зборуваат за Бога во книгите. Меѓутоа, така е вешто напишано. Така е вешто. Порано, вие може би не се сеќавате, пред 10-20 години се појави една група таму во Војводина. Не сеќавам се кои беа градови. Во таа книга се велеше дека папата тогаш е последен папа, Исус само што не дошол. Некои бројки, некои комбинации таму цитират од Новиот Завет, од Стариот, и на крајот таа книга почна да се шири, дури во нашите краишта дојде овде. Меѓутоа папата, после тој папа дојде друг папа, па трет папа. И таа книга падна во вода самата. Односно науката што беше пласирана. Меѓутоа во тоа време многу луѓе веруваа и почнаа едноставно не да ги продават имотите своји, меѓутоа да велат, еве Исус само што не дошол, папата само чекаме да умре и готово. Папата умре тој, меѓутоа дојде друг папа. Значи да не се врзуваме за таквите настани. Секоја книга за Бога не значи дека е од Бога, браќа и сестри. Мора да ги испитуваме. Овде Јован вели, браќа мои возлюбени, испитувајте ги духовите, дали се од Бога или не. Еве само да спомнам уште еден пример за Ева. Ева во 3 глава, пишува прво Мојсеева 1-6, била заведена на основа на низините чувства. Не смеме ние да се подпираме на нашите чувства. Нашите чувства се променливи. Многу луѓе доаѓале на наши евангелизации, на наши предавања, стотици доаѓале. И кога пораката била упатена до ова место, кој сака да се крсти, многу кревале раце. И ние сме радосни што донеле одлука, меѓутоа после недела, 2-3. Знаете, она приказната за сејачот. Колку семки изгинале? Колку семиња? Сите пропаднали, само едно станало, така? Оно првото брзо никнало во грмушките, имало влага, но се загушило. Оно тамо на патот, брзо дошле птиците го поеле. Оно тамо на каменот. Значи, ако ние се подпираме на чувствата наши, Ева се подпирала, толку била удушевена, па ќе станеш Бог, сестро Ево. Сатана ти ветува, та лебди горе. Меѓутоа, знаме што се случило. Луѓето знаат да се преправат. Има луѓе кои зборуваат на мобилен телефон или на звучник и ќе стават, значи, марамче и на уста и ти зборува да не го препознаеш. Сатаната така работи. Ќе стави марамче да не го препознаеме, но да ја слушнеме неговата порака кој тој ни ја праќа. Еве, при крај да кажем уште неколку работи. Исус често пати им зборувал дури и на главонемите. Не се мисли на оне главонеми кои ушите им се болни или не им функционираат, туку на оние кои биле главонеми во своето срце. И често пати вели, еве во Матеј, во Марко, во Лука, само ќе прочитам во Откровение, таму вели кој има уши нека слушне. Сеќавате на тие изјави. После секоја проповед Исус вели кој има уши нека слушне, кој има уши нека слушне. Очигледно Исус имал порака. Исус знаел дека многу луѓе боледуваат од болест физичка за нивните уши, но то не е така опасно. Поопасно е ако боледуваме од увото на нашето срце. Тоа е многу поопасно. Тоа Исус го објаснил токму во Матеј, еве, ќе прочитаме овде во Матеј 13 глава, кај што Исус зборува во 14 и 15 стих следново.
Зато им зборуваше во параболи, зашто гледаат и не видуваат. Значи, луѓе имале физички вид, но биле духовно слепи. Слушаат и не чујат, ниту разбираат. И врз нив се исполнува пророштвото на Исаја, кое вели: со уши ќе слушате и нема да разбирате. Со очите ќе гледате и нема да видите. Очигледно, тоа ќе се случи и во последно време. Многу луѓе ќе гледаат физички, но духовно ќе бидат слепи. И ќе се лепаат за секоја лажна информација и ќе прифаќаат како да е вистинита. И тие информации, наместо да ги приближат до Бога, ќе ги оддалечат. Овде во Јован би прочитал уште при крајот и овој текст или текстови. 2 стиха се во Евангелието според Јована 10, 3 и 4. Нему враторот му отвора. Значи, нему враторот му отвара и овците го слушат неговиот глас. Гледате, овците вели го слушат неговиот глас. И ги вика своите овци по име и ги изведува. И 4 стих. Кога ќе ги истера овците своји, оди пред нив и овците одат по него, зашто го познаваат неговиот глас. Го познаваме ли ние Божиот глас? Дали вечер ако Бог ни се јави, ќе го препознаеме? Бог да ни помогне, браќи и сестри, да го научиме како звучи, како изгледа Божиот глас. И сега сосема на крај, еве имаме 4 точки. Како да развиеме чувство или особина за препознавање на Божиот глас во мојот или во твојот живот. За да не следиме погрешен водач. Зашто ако слушаме секој глас, а не го препознаеме дека е лажен, ние ќе одиме, ќе тумареме лево и десно. Секој глас кој ќе не викне, ние ќе се одзвиеме. Прво, да имаме секојдневна врска со Бога. Аврам бил во секојдневна врска со Бога. Енох имал каква врска? Колку денови? Цел живот, 365 години. Давид, исто така, ако читате во Псалом 27, 7 и 8 стих, еве што вели овде текстот. Псалам 27, 7 и 8. О, Господи, слушај го мојот глас, кога викам. Биди ми милостив и услиши ме. Моето срце зборува, барај го моето лице. Да, го барам Твоето лице, Господа. Значи, сите тие биле чувствителни на Божиот глас, кога Светиот Дух им зборувал на нивниот ум. Број 2. Имај секојдневно време за молитва. Испланирај време наутро или навечер, во текот на денот, време посебно за молитва. Така твоето духовно уво ќе се изостри и ќе ги знаеме точно кои се Божите зборови, како што вели пророк Исаија во 50 глава, стихот е 4, еве што вели пророк Исаија. Господ ми даде вешт јазик, за да знам да ги закрепнувам уморните со зборови. И сега гледате што пишува. Секој утро тој ми го буди увото, за да го чујам како учениците. Секој утро Исаја вели, го слушам Божиот глас. Тој ме буди. Ние ги навиваме будилниците, мобилните, за да се пробудиме. Замислете, Исаја немал мобилен, но Бог го будел. Секој утро вели, го слушам Твојот глас. Број 3. Проучавај Библија секојдневно. Преку Светиот Дух, кога ние читаме, кога проучаваме, се изострува нашиот слух за слушање на Божиот глас. И 4. Внимавај на својот ум, да не се полни со секојдневни непотребни информации. Не може да се очисти, знаете. Ако само црпиме и внесуваме, ќе имаме проблем за да ги одвоиме лажните од вистинските информации. Секоја лажна информација, неколку проценти останува во нашиот ум. Ако ни ќе кажем, па не, ова не е Божје, тоа видите спротивно е, но во подсвеста тоа останува. Таму како во компјутерот, некој спамчи или некој вирус ќе остане долу. И тоа ќе се таложи додека не зајакне и на крајот ќе прави проблем. Мора цела инсталација да се прави во компјутерот. И така треба цела инсталација да се случи во нашиот ум. Ако дозволиме на тие мали нешта, а не се според Библијата да се наталожат, како тоа
се внесува преко литература, преко книги, преко вестници, часописи, телевизijski емисии, преко интернет. Значи, се може тоа да биде корисно, има корисни работи, но јас зборам сега за оние кои се непотребни и кои можат да не онеспособат да напредуваме напред. Господ нека ни помогне, браќа и сестри, да навистина бидеме внимателни, оно што го слушаме, да не веруваме во се, да го проверуваме според Библијата. И сосема на крај, еве Откровение 3:22 вели. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас, ние денеска зборувавме како да го слушнеме, како да го препознаеме Божјиот глас. Овде Исус вели, стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, каква привилегија ќе имаме? Ќе влезам при него, ќе вечерам со него и тој со мене. Господ да ни помогне да го слушаме Божјиот глас и да ги следиме неговите упатства. Амин.